Почитувани гледачи, драги македонци и наши пријатели, добар ден! Вие гледате македонската национална програма во Канада, час на македонски корени. Јас сум вашиот денешен водител, Маја Доневска-Идвановска. Во денешната емисија ќе имате можност да го погледнете разговорот со нашите гости во студиото. Станува збор за младите македонци Веле Тошевски и Кристијан Роштанковски. Почитувани гледачи, како што ви напоменав на самиот почеток од нашата денешна емисија, имаме специјални гости во нашето студио. Станува збор за младите Веле Тошевски и Кристијан Роштанковски. Добар ден и добро ни дојдовте денеска. Добро ве најдовме. Се надевам дека ќе имаме еден интересен разговор со двајцата вас. Би сакала да ве представам на нашите гледачи што всушност вие представувате во нашата македонска заедница. Веле, ти си председател на Друштвото на македонски студенти при Универзитетот на Торонто, а Кристијан е председател на младинската македонска мрежа. Така. Ќе започнам со тебе, Веле. Сите се восхитуваме на твојот талент. Ти си млад, меѓутоа веќе зрел музичар. Свириш на повеќе музички инструменти. Кои се тие инструменти и кога всушност започна твојата љубов кон музиката? Фала Ваја, добро ве најдовме сите, нашите гледачи за овој ден. Сакам да речам дека почнав јас од мало дете, значи 6 години така бев, почнав клавир да свирам и класика почнав да учам и така до 10-то одделение по музика завршив клавир и доста знам за таа работа, класика и почнав во 7-то одделение да учам кларинет. И покрај класиката, одма го научив кларинето, многу работи. И секогаш кога бев мал, може да кажат и другите музичари, сите што се во Торонто, кога бев мал, одев самостално кај музиката, ги гледав, многу интересен бев и така ми велат сите што знам. И само ја гледав музиката и секогаш љубовта во музиката беше во мене, цел живот. И така треба да остане, јас мислам. И така ќе остане, јас се надевам до крајот на твојот живот. Да. Музиката не умира во душата, тоа е секако. Кои инструменти ги свириш? Значи, кларинето, клавиро, саксофоно го свирам, гајда свирам, сега се учам кавал да свирам, исто и така свирам зурла. Значи сите музички, дувачки инструменти. Сите дувачки инструменти, значи у Македонија, што се свират во Македонија. Така. Тие инструменти, да. Значи традиционалните македонски дувачки инструменти. Одлично. Веќе долго време те знаеме дека си член на Децата од БУФ. Така. Како започна таа соработка? Се запознаев еден ден со Крис и со другите луѓе што беа во музичарите тогаш што беа во Децата од БУФ и после поќе време, значи во 2011 година почнав да свирам со ними. И тоа ми беше прва група и до денес ми е таа група што свирам со ними. Значи доста години сме сега заедно и доста имаме напредано. Сте една мала фамилија. Се една мала така е. Значи кога си во музика, кога си во група една, значи се осеќаш како втора фамилија. Така е, секако. Кристијан, ти си председател на Македонската младинска мрежа. Да, така. Кога е оформена оваа асоциација и која е целта? Ја формиравме во 2015 година. Почнавме како мала група во црквата Свети Климент, само 4-5 деца и од тогаш се зголемивме, имаме сега доста членови. Сега се викаме мајната и целта на групата е да создавиме македонски младински групи во секоја црква во епархијата. Така. Значи, епархијата станува збор за Канада, а верувам дека сигурно би биле активни и во Америка. Да, почнави и во Америка да сме активни. Лани во октомври ни се јавија некои деца од Флорида. Така. Има една црква таму Свети Јован во Тампа. Така. И тие слушна за што правиме ние во Торонто и тие сака малце да формираат група таму, да имаат игранки и така натаму и да прави Halloween dance лани, ама со наше име, значи сите заедно работиме. Одлично. Ти си секако исто талентиран музичар. Дознавме дека свириш хармоника. Колку години свириш? Свирам сега 3-4 години. Почнав на стари години, ично се интересирав кога бев малав. Дедо ми стално имаше... Много добра забелешка. Млад, почнав на стари години, браво. Дедо ми стално имаше желба да учам хармоника, пошто тој свиреше во Македонија кога беше млад. Јас само почнав до 15 години, ама
Ама си ја сакам хармониката, си ја сакам македонската музика. Така. Ту до 80 на година има да научиш да свириш. Добро. И двајцата сте членови веќе од мали нозе во ансамблот Македонка. Да. Така. Се уште сте активни. Имавме шанса да ве видиме минатата недела на концертот кој што Македонка го имаше, кој што беше навистина фантастичен. Кажете ми, колку е битно да нашите млади македонци се вклучат во ансамблот Македонка? Што значи тоа за вас? Еве вие со години сте таму. Ами, Македонка е едно од нешто што ни е представува културата тука во Торонто и во Канада и во Северна Америка. Многу е битно да се држи тој фолклор. Толку години што сме заедно, ќе биде жал стварно да се распади. И така да... Таму сте една поголема фамилија? Да, значи тие ни сме најдобри пријатели што сме заедно. Така, одлично. Веле ти си председател на Друштвото на македонски студенти при Универзитетот на Торонто. Да. Кои се целите на друштвото? Значи, ние во Association of Macedonian Students at the University of Toronto, our purpose is to promote the Macedonian culture towards the people at UFT, towards the students and the faculty at the University of Toronto. We want to explore our culture and also educate a lot of students that might not know anything about our culture in the Macedonian culture. We want to do a lot of events that are both educational and fun, such as pub nights or lectures, that kind of stuff. And we've done a lot of stuff in the past year. Formed in 1988, this association is the oldest student organization in, I believe, North America. And there's a lot of Macedonian students that have gone through this program, have gone through this association and made it to where it's at. So in the past year or so, year and a half, I took on the opportunity to actually head this group up and to bring it out of the ashes, as somebody would say. Christian was also, he's our vice president as well. We help each other out with both organizations. Подпредседател, така. Заедно с двајца сме на факултетот. Така. Јас чинам пред 2 недели имавте организирано едно предавање со генералниот конзул на Република Македонија тука во Торонто, доктор Јовица Палашевски. Која беше темата, Кристијан, на ова предавање? Темата беше економијата на Македонија и investing in Macedonia. We had a number of young students come out to listen to Dr. Palashevsky give his lecture, and it was very interesting, and we learned a lot about the economic situation of Macedonia, why it's one of the best places to do business in the world. And it was very interesting. We look forward to having another lecture soon. Одлично. Тогаш ќе бидеме и поголем број присутни да го видиме тоа. Спомна дека имавте или дека организирате pub night. Да, значи имавме pub night и во март и сега, значи пред неколку недели во октомври, Thanksgiving weekend. Значи во март беше многу успешно, имавме околу 150 студенти. И мислам, само од универзитетот? Само не, секакви. Мислам нема толку македонци на University of Toronto долу, може има, ама затоа сме тука да видиме кој е, што е, значи на факултета, ако има повеќе македонци, ама беше 150 души од сите факултети, Ryerson, UFT, York, значи сите факултети. Вториот pub night ни беше исто и така и успешен, значи не свиреа двете пати, ние свиревме децата од БУФ. И имавме многу деца, исто околу 150 души тогаш, и многу деца ги сакат и работи, мислам, во градот го правевме во петок, и после тоа децата може да си појде на друго место, да си socializing да прават со некои други луѓе, ама доста пријатели се направија со многу луѓе и се запознаја со доста души, и тоа ни е целта, значи, во организацијата. Фала Богу. Ако во моментов има млади македонци или канаѓани со македонско потекло, што ја гледаат нашата емисија, како може тие да се приклучат кон асоциацијата на студенти, македонски студенти во Универзитетот на Торонто? So those students that are part of the University of Toronto or wherever, Ryerson, York, and because there aren't any organizations aside from Western, if you want to get involved with the Association of Macedonian Students at UFT, you can contact me at 647-787-5696. You can email us at amsut.utsg@gmail.com, or you can please follow us on Facebook, which is where all of our events are posted, at amsut.mk. And we also have a Twitter account and an Instagram account. Just search up AMSUT and you'll find it. We have a lot of events, a lot of cool stuff coming up soon. So please contact us and ask us where you can help out and become a member. Одлично. Двајцата сте македонци, родени сте тука,
чинам, така? Така. И двајцата. Од каде е вашето потекло? Ево од Кристијан ќе почне. Татко ми потекнува од село Цапари Битолско, а мајка ми потекнува од село Болно Ресенско. Така. Значи, татко ми потекнува од Горно Ризари, Битолско, и мајка ми од Кривогаштани, значи, кај Пилет. Така. Што за вас, двајца млади, канаѓани со македонско потекло, значи да го имате тоа македонското во вас, да го зачувате? Ја ги знам и вашите родители доста добро, и знам што прават за оваа наша македонска заедница, но вие тука родени, ќерка ми исто како вас тука родена, ви се ближи со годините. Што значи за вас да сте вие македонци? Вака ќе ве замолам да ве разберат сите други млади македонци кои што можеби не гледаат или на кои што ќе им биде пренесено. Јас тоа што сум македонец, значи тоа е се што сум јас. Значи немам нешто друго што ме поврзува со толку други луѓе, со толку други многу фини луѓе колку што е македонското. Значи како сега I'm going to say exactly what I tell others in English. I say, you have a country that is 8,000 plus years old. You have so much history, from Alexander the Great to Philip II to Kralj Marko to Tsar Samuel to nowadays the Republic of Macedonia. You have so much history, and it's really unforgiving for a person not to experience what it is to be Macedonian and to look into that culture. So those of you who are Macedonian and sort of find it boring or sort of find it, because your baba makes funny jokes or whatever, please explore your own ethnicity, because that is who you are. If you do not have an identity, you are nobody. That's what I believe. Браво, Веле. Апсолутно се согласуваме, верувам сите во тоа. Кристијан, што значи за тебе да си македонец? Like Vele said, being a Macedonian means you can go anywhere in the world and you can meet another Macedonian and they become like family. It means having connections anywhere you go. It means having a rich history, a rich culture, rich traditions. And I believe it's very important for our youth to be involved in the Macedonian community, to be involved in our Macedonian churches and the Macedonian student organization that we have, because it's very important to know where you come from, in my opinion. Апсолутно. Дали не дали, него јас знам дека сте биле во Македонија. Кога последен пат ја поседивте Македонија? Сега ова лето бев на двајцата уствари. Така. Да. Одлично. Многу убав беше, многу убав помин. Јас мислам и Кристијан исто помина убав. И супер, Македонија секогаш си уба. Да, секогаш да се потсети. Јас сега пред да го одјавам нашиот денешен разговор, мислам дека за нашите гледачи имате едно специјално изненадување. Така? Да. Така, ќе ве видиме како свирите на инструменти. Една прекрасна македонска музика, ама нема да откриваме што е. Ќе дозволиме нашите гледачи да уживаат во она што сега следи.